Еве сме во студиото со полна младешка енергија, така ќе споделам и можеби на дополнување на златните словечиња и таа убава енергија која што пред малку ја погледнавте и секогаш ќе речеме дека е одлично да се биде во вакво друштво. Да, зборевме за тоа уште од почетокот кога зборуваме дека нели децата се и најдоброто друштво, но знаат да бидат и најдобрата публика, па и оние со кои што можеме да си направиме убав разговор како денес. Така ќе биде и денеска, особено заради тоа што ќе зборуваме и за шахот, а јас да бидам искрена сум навистина изненадена од последниве години и од тоа колку млади сакаат да играат шах, не знам дали може да се каже да тренираат шах, тоа ќе ни каже тренерот, така што неминовни се и успесите на младите генерации. Веројатно и допрва ќе слушаме за успеси кога станува збор за шахот. Само да го представиме нашето преубаво друштво. До мене е Ахмед Селим Абдурахман, момче кој што е многу познато на јавноста заради тоа што имаш 9 годинки или 10 веќе? 9, но си веќе првак на Македонија до 10 години во таа категорија. До него Софија Беловска, која што инаку е првак на Македонија до 8 години во женска категорија. И тука е Дамјан Николовски, кој што е трет во нашата земја во категоријата до 10 години и можеби најзначајниот, вие велите вашата маленкост, Орце Данчевски, наставник по шах, интернационален мајстор и, ако не се лажам, од неодамна ова е ФИДЕ тренер по шах. Добро ни дојдовте во студиото. Добро најдовме. Многу убава енергија ни донесовте. Веднаш се намести шахот, се местат фигурите. И веднаш се роди жилбата да се заигра на партија шах. Само ние со толкава конкуренција не би сакале веднаш да играме, може малку ќе треба претходно да се извежбаме и да се истренираме. Но за сите тие кои што не гледаат и кои што се разбира и вака млади генерации, дечиња кои се заинтересирани секогаш за било каква игра или спорт, треба да кога ќе се доближи истата до нив и кога ќе се запознаат со и правилата и начинот на игра, потоа се чувствува, веројатно ќе кажете и вие, Орце, поврзаноста на детето кон одреден спорт, во случајов кон шахот. Веројатно вие тоа го забележувате како човек со искуство и мајстор во шахот, да речеме, човек кој што го пренесува своето знаење, го чувствувате тоа кај дечињата, па можете да препознаете и талент, и желба, но и дисциплина и упорност кога е шахот. Во прашање, значи, талентот не може да биде како таков изолиран и тоа да е основниот предуслов за играње шах. Прво благодарам што ме поканивте во вашето прекрасно студио и ние почувствувавме позитивната енергија што владе овој момент во ова студио. Благодарам за прекрасната најава и најнапред сакам да искажам една голема благодарност до вашата фела, до новинарството, кој што последните 2 години некако не прати со нашите успеси, со нашите активности и сме многу почесто застапени медиумите, што представува еден предуслов за развој на шахот што го имаме во овој момент во Република Македонија. Јас сум, само накратко да се представам за публиката кој сум, што работам, колку време го работам се тоа, како што рековте, интернационален мајстор, но мојата најомилена титула е наставник по шах. Јас сум првиот наставник по шах во Република Македонија, каде што веќе 12 години сум наставник по шах во приватното основно училиште Јахја Кемал, каде што имам пристап до дечињата редовно, секој ден, и како искусен тренер, ФИДЕ тренер, кој што селектор на младинската репрезентација, долгогодишен тренер во шаховскиот клуб Гамбита Секо, имам можност при таа редовен мој контакти со дечињата да ги откривам шаховските таленти. Таму е редовен предмет? Редовен предмет од прво до пето оделение. Секој дете има еднаш неделно час, а од ова година 2 часа неделно, така да мојата добра ученичка, новиот ФИДЕ мајстор Ивана Манова, ќе ми биде моја колешка. Сега ќе бидеме двајца наставници во училиште Јахја Кемал, каде што шахот добива се поголем и поголем замав, интерес има. Но и интерес и бенефиците што ги имаме од шахот во тоа училиште се многукратни, на повеќе ниво. Овие деца што ги гледате се резултат од воведувањето на шахот во тоа училиште, но самите резултати се гледат кај секој дете. Значи, шахот е една
игра кој што кај секое дете ги развива когнитивните особености, способности, пред се концентрацијата, меморијата, креативноста, логичниот начин на размислување, поврзаноста на шахот со математиката е повеќе од очигледна. Сите мои ученици се добри математичари и сите математичари се добри шахисти. Таа една конекција што има шахот и математиката ја следиме низ целото наше образование кај децата во Јахја Кемал. Јахја Кемал е најдоброто училиште по математика во нашата држава. Најголемите олимпици по математика потекнуваат од нашето училиште и тоа е се резултат од прво оделение, континуирана работа со талентите. Велите, поврзано е со математиката. Што значи тоа? Кога е идеална возраст да некој детенце започне да се занимава, односно да игра, да тренира, можеме така да кажеме? Од најрана можна возраст. Треба детето да се запознае со шах што е можно порано. Зборуваме од 4 годишна возраст. На еден и кога не знае нели веројатно да се запозна со фигурчињата, сега имаме ние методологија како и тие дечиња да ги научиме. Сега во овој момент би сакал да искористам можноста да ја представам мојата книга Ајде да играме шах, која што наменета за дечиња од 4 годишна возраст па до 10 годишна возраст, каде што на убав анимиран начин преку ликови сега ќе се изготвува и цртана серија во тој стил да се запознаат и најмалите дечиња уште предшколска возраст со шахот како игра. На сликовит начин. Ја имам, ете, случајно или не случајно, ја имам вашата книга и да, тоа е еден убав начин како да се презентира и да се доближи шахот до децата, особено оние кои што велиме од најмала возраст. Имаме многу прашања за вас, Орце, но се разбира и за дечињата. Ќе започнеме со овие тројца шампиони, како велиме во шахот, иако навистина млади, сепак веројатно многу надежни, очигледно амбициозни, но и нешто кое што велиме кога шахот е прашање за гарантирано успех во иднина. Па јас би почнала ајде поред ќе ги прашаме сите и ќе прашам сите тројца. Прво, што е она што најмногу ви се допаѓа во шахот? Дали е тоа стратегијата која што може би ја правите пред почетокот на играта, односно кога ќе се почнат првите потези, која е омилената фигура во шах, дали постои некоја како таква со оглед на тоа што сите имаат своја улога и моќ, и која ви е можеби најомилената како се ка конкуренција, најомилениот натпревар? Ај поред. Многу прашања ми постави во исто време. Во интерес на времето, да не ве збунам. Зошто сакаш да играш шах, Ахмед? Јас сакам да играм шах, бидејќи е интересен. Ајде, Софија ќе те надополни. Софија, ти па после ќе се вратиме на. Ќе размисли. Да, како единствена дама тука помеѓу момците. Од каде љубовта, Софија, за шахот? Дали дома мама и тато можеби играа, баба и дедо, па ти виде или на некој друг начин дозна и што ти е најинтересно кога играш шах? Па јас еден ден кога бев со баба ми, најдовме една мала табла шах и го замолив татко ми да ме научи и кога бевме на преглед, запознав едно дете кој што играше шах и тоа дете ми даде бројот на ставникот и сега така почна се. клуб. На колку години почна да играш? Јас почнав да играм на 6 години. А сега имаш 10? 8. 8, добра. Што значи дека 2 години играш активно шах и сега кога зборуваме за една партија шах, она кој што претпоставувам дека ви учи наставникот е кога се надпреварите во прашање, важно е и времето, но таа пресија не ја имаат како мали, нели? Првенствено треба да се научат да размислуваат кој потек на кое место и како што. Да, и професорот, јас би сакал да Софија да слушнам, што е тоа кое што најмногу ти се допаѓа кога играш? Значи, размислувањето на следниот чекор, односно потек, дали доволно си научила, што е тоа кое што ти е така Па најубаво ми е така кога правам некоја тактика или некоја стратегија. И тоа ми е многу убаво бидејќи освојувам материјал и можеби ќе победам партија. Браво. Имаш ли омилена? Само да дали има омилена фигура во шахот? Омилена фигура во шахот ми е дамата, а во завршница ми е топот и пијунчињата, а во средишница конјите и овците. Ајде, Дамјан, да го чуеме, да. Кралицата како омилена секогаш е кажуваат. Дамјан, ти од кога играш шах и која ти е тебе може би омилената фигура? Ја играм шах од 7 години и омилената фигура ми е конјот.
Зошто? Веќе конјот скока и може да прескокнува пиунчиња. И најчесто во завршените потези кога победуваш, конјот е гладен. Па не Секогаш секогаш. различно, Различно. Добро. Ахмед, ќе ни кажеш ти од кога играш шах? На која возраст почна? Колку години имаше кога почна да играш шах? Јас почнав од 6 години да играм шах. Имаше некој друг во твоето семејство кој што те наведе да играш или некако можеби од другарчињата дозна за шахот како игра? Па еден ден јас имавме шаховска табла и после јас се играв со татко ми и чекор по чекор почнав да учам шах. Виде дека е многу интересно, а? Да. Добро, во моментов си првак на Македонија до 10 години, имаш само 9 години. Можеме, Орце, да споменеме што неодамна се случуваше во Ресен и со какви титули и признања се здобија овие дечиња. Така. Во Македонија главен организатор на шаховските настани е Шаховската федерација на Македонија, каде што ќе организираме огромен број на турнири, особено во последно време. Додека во Ресен беше Федерацијата на училишен спорт, со незините експозитури во секој училиште, особено професорите по физичко, прават годишен училишен надпревар и во шах, како и во другите спортови, каде што ги повикуваат сите ученици од основните училишта да се пријават на тој надпревар и тој е надпревар сега, како да кажам, на рапид темпо, на побрзо темпо за размислување, бидејќи немаме толку време се да посветуваме како на професионалниот шах и се пријавуваат огромен број дечиња од сите училишта во Република Македонија. Ние како федерација го поддржуваме тој начин на надпреварување, затоа што кај децата ствара една убава дружба, една убава социализација, една убава промоција на шахот како спорт. Така да во Ресен се одржа училишниот надпреварот во организација на училишна федерација на училишен спорт, каде што учествуваат турнири од 1 до 5 одделение, од 6 до 9 и за средно. Софија Белоска стана првак на Македонија од 1 до 5 во конкуренција за девојчиња. Дамјан беше второ место, додека Ахмет не учествуваше на тој турнир. Имаше некои своји други обврски, така да Земи го Софија слободно медалчето да го покажеме. Софија сака да го покаже медалот од тој надпревар. Ајде да се пофалиме. Првакиња на Македонија од 1 до 5 одделение, а Софија е второ. Браво, Софија. Покажи вака некај црвеното светло. Ете, така убаво да го До видиме. 5 одделенки е најдобро во Македонија. Браво, Честити, Софија. одлично. Една добра мотивација, еден добар резултат, односно доказ дека треба да се продолжи во таа насока. Дефинитивно. И тоа е всушност и доказ и за вас во однос на предавањето на шахот како предмет и при тоа пренесување на знаењето, што е апсолутно различно од тоа да играте шах. Едно е да се игра шах и да се биде успешен во шахот, друго е да се биде успешен во предавање и запознавање со шахот, особено на деца. Правиме дистинкција помеѓу тоа, така? Така е, дефинитивно. Самото играње на шах е сосема една друга област каде што се развиваат некои други карактеристики кај човекот. Например, за да бидете најдобар, вие треба да имате едно и малку поголемо его и едноставно да подредите се на тој успех, да целиот свој живот да го посветите на градење на тој успех. Додека пренесувањето на знаењето е нешто што го поседуваат помал број на шахисти и го поседуваат и помал број на луѓе. Тоа е професијата како што е наставник, како што е професор, тоа е професија која што бара сосема други човекови особини, желбата да се пренесе знаењето на следните генерации. Ги учите ли, извините се, само ова децата да го имаат ставот, односно да бидат сигурни во себе, дури и кога ќе најдат можеби на појака или посилна конкуренција, да нивниот став и мајндсет биде таков, затоа што тоа е исклучително важно за шах. Двете важни работи што ги учи секое дете од играњето шах се достоинство во победата и поразот да се претвори во лекција. Значи, сите овие дечиња на кратко време научија дека поразот на денешнава шаховска партија е лекција за утрешната. Утре очекува нова партија и го вадиме поуката од партијата, ја анализираме секоја партија, ги откриваме сите грешки и во следната партија сме подобри. И тоа е тајната на успехот на овие дечиња на мала возраст, ја научија таа причина последица, кој што е многу важен за нивниот понатамошен развој. И втората многу важна работа, тоа е исто така спортска категорија, да бидеме достоинствени во победа. Шаховските противници се пријатели помеѓу себе.
Например, ние, мојот најдобар другар е Маријан Митков, интернационален мајстор, кој што сме заедно од оваа возраст и заедно го водиме клубот заедно со Зоран Стојчевски, шаховскиот клуб Гамбита Секо, и ние сме големи ривали за време на партијата, но најдобри другари после партијата, како што е случајот и кај нашите генерации. Животни лекции кои што и понатака ќе им требаат во животот. За жал, ограничени сме со времето, но верувам дека ќе ве имам и во некоја следна прилика. Би сакала само за пред крај да споменеме дека веќе повеќе од 50 на училишта низ нашава земја го нудат шахот како изборен предмет и веројатно оттаму и се поголемиот интерес кај децата, а веројатно со тоа следствено на тоа и успесите кои што ги нижат. Прашањето ми е, бидејќи вие пред малку споменавте дека нели на времето бевте единствениот наставник. Сега веќе ќе имате и наследник, но дали овие нови наставници кои што го предаваат шахот како изборен предмет се доволно обучени да можат нели да ги предадат, да го предадат онака како што е најпотребно? На почетокот, како и секоја нова работа, недовме на голем отпор од наставниците, затоа што они сметаат дека шахот е многу тешка игра, многу комплексна игра и дека не треба да ги замараме нашите дечиња со изучување на нешто така тешко, но кога ние во федерацијата ја успеавме да ги прилагодиме програмите на нивна возраст, да го направивме тоа да биде динамично, интерактивно, интересно, видоа колку е тоа полезно, колку е тоа искуството моје што го имам во Јахја, колку тоа е позитивно, се поголем на наставници се приклучуваат во Шаховската федерација. Ние направивме огромен број на обуки, илјадници наставници дојдоа кај наставниците нас. сами се пријавуваа, веројатно тоа може да биде наставник по математика, географија, било кој. Секој наставник, секој оделенски наставник од прво до пето оделение. Шахот влегува во прво и во второ оделение како изборен предмет. И програмите што се направени се во форма на видеоигри, дечињата се доаѓаат, се играат видеоиграта со ловец со конј, привлекува кај нив, се ствара една љубов и потоа талентите си доаѓаат во шаховските клубови и таму се развиваат шаховскиот талент ке секој дете. Вие млади шахисти колку време се подготувате за да надправар? Вежбате ли доволно? Да. Колку време? Секој ден. По 2-3 сати секој ден. 2-3 сати секој ден. А кога си играте со останатите работи со друштва? Дневно работам најмалку 2-3 часа, за турнир работам повеќе. Браво, тоа е значи напорна работа и тоа е потребно. Тоа е многу важно. Значи шахот ствара таа работа дисциплина кај секој дете и дури да не се успее во шахот ќе биде основа за успех во било што и да учи да работи во животот. Така. Добро е што имаме вакви иницијативи и вакво нешто кое што го опфаќа детското време за настрана од технологијата, нели? Таблетите и компјутерите и само напред во сето ова и многу успешни шахисти во иднина. Ќе се дружиме и понатака во новата година, верувам, заради тоа што очекуваме само успеси од ваша страна и од овие млади шахисти.